Берлинскиот процес и реформската агенда се мостовите за заедништво и сплотеност на земјите од регионот, кои ќе ни помогнат да станеме подобри, поконкурентни и многу посилни како држави. Ова во своето излагање го истакна заменик министерката за европски прашања Викторија Трајков, која потенцираше дека тие се еден од врвните приоритети, кои не се само обврска, туку и потреба за сите нас. Тоа е шанса за наше регионално економско, социолошко и културно обединување преку кои ќе ги согледаме нашите слабости кои ќе ги претвориме секако во можности. Тоа е и шанса побрзо да се доближиме до Европската унија и преку спроведување на европските стандарди и секако нејзините вредности. Берлинскиот процес е иницијатива која започна поради застој на евроинтегративните процеси во регионот, истакна Марко Трошановски од Институтот за демократија, кој, како што додаде, требаше да има поголем ефект. Му недостигаше иницијатива, му недостигаше поголем притисок домашен, како што реков, помеѓу парламентите и на некој начин беше заложник на некои билатерални спорови кои што ги имаме во регионот, поради што не можеа голем дел од мерките да се финализираат и усвојат, меѓутоа имаше и голем прогрес во заедничкиот пазар. Според Јана Тоска од Европскиот фронт, европските процеси не се само технички процеси, туку идеја да создадеме функционална, стабилна и европска држава. Agenda reformuese dhe plani rritjes janë detyrat tona të brendshme që duhet me patjetër të përmbushim. Por rruga drejt bashkimit evropian nuk realizohet vetëm përmes nismave të thjeshta. Rruga drejt besë hyn në çdo institucion, çdo ligj, çdo procedurë dhe çdo politikë që zbatojmë në vend. Сања Лукаревска пак од СДСМ истакна дека Берлинскиот процес, реформската агенда и планот за раст треба паралелно да ги разгледуваме со извештајот на Европската комисија, за да се утврди каде земјава има напредок. Она кое што загрижува затоа што од 2021 година, кога што имало самит исто така на Берлинскиот процес, главниот заклучок тогаш бил дека проширувањето останува стратешка цел, односно стратегиска инвестиција за мир, демократија, просперитет, безбедност и стабилност во Европа. И тоа се однесува и на нас и на земјите од Западен Балкан. Истата теза, истите заклучоци, истата потреба ја имаме токму и денес во 2025. Берлинскиот процес е започнат уште од 2014 година со цел да се создаде силна рамка за меѓусебна соработка меѓу земјите од Западен Балкан и Европската унија, а дополнително ги подготвува и земјите за членство во Европската унија.